За работодавачите кои досега не ја завршиле законската обврска за исплата на К15 на вработените, истите имаат време до 31 декември годинава. Но, доколку фирмите имаат потешкоти во работењето, можат да се повикат на клаузулата од колективниот договор за делумна исплата. Доколку има потешкоти во работењето, има таму една клаузула во колективниот договор во кој што пишува може да се исплати и помал износ со консултација на синдикатот, но и со или представник на работниците доколку немаат представник на синдикат или немаат синдикат натре. Во приватниот сектор најмал износ кој може да се исплати 18.141 денар, односно 40% од просечната исплатена плата во последните 3 месеци. За неисплаќање на годишниот регрес предвидени се казни во висина до 4.000 евра, од кои 2 до 3.000 евра за фирмата и од 500 до 1.000 евра за одговорното лице во неа. Во изминатите години при исплата на регресот има случаеви кога работодавачите бараат од работниците да им го вратат исплатениот законски регрес, но казните за оваа негативна пракса се поинакви. Доколку се врши делумна исплата и нема увид во финансиското работење на фирмата, то не е законски исправно и постои можност за поднесување пријава. Имаме и такви случаи во минатото, кои што верувам дека нема да пробаат и тоа да го направат работодавачите, да им исплатат К15, па потоа да им го враќаат работниците. Мислам дека тоа не се исплатува да го направат, бидејќи казните се големи, од 1 до 3 години затвор и плюс нормално исплата на К15. Во јавниот сектор годишниот регрес изнесува 30% од просечната нето плата исплатена во последните 3 месеци, односно 12.372 денари. Таму каде што ќе има злоупотреби, апелираме до работниците да пријавуваат на веб страната на Сојузот на синдикати на Македонија и во трудовата инспекција. Така да мислам дека и апелираме до работодавачите да што поскоро го исплатат, бидејќи самиот раст на просечната нето плата носи и повисока исплата на К15.